оваа символика Прилеп што ја доби, со заслуга и со право ја доби Прилеп. На 7. мај 1975 година, тогашниот председател на СФР Јосип Броз Тито ја додели оваа престижна награда, да кажам, орден, што ја добија уште 7 градови во тогашна Југославија. Посебно чест беше за Прилеп, затоа што не случајно Прилеп направи многу нешта, ја почна народно-ослободителната борба 1941 година. Прилеп учествуваше во 4-годишната борба и во ослободувањето на Прилеп и околината, даде 650 храбри борци кои што загинаа во 4-годишната борба и 10 народни херои. Тој атрибут Прилеп што го доби како град на пркосот и град на непокорот остана и понатаму. Ние сме сведоци и со право му беше доделен овој орден град херој во тогашна Југославија. Мислам дека сите треба да бидеме задоволни и горди со ова што го имаме. Горди затоа што и после ослободувањето Прилеп даде своји дејци во општествено-политичкиот живот, културниот, во економскиот, технолошкиот развој на државата, спортските активности и така натаму. И сега сме сведоци дека Прилеп и понатаму учествува во целата проблематика што се случува не само во Прилеп и во Република Македонија, и понатаму сме заедно присутни и се ќе правиме за воиднина, затоа што го знаеме патот, ја знаеме целта и се она што треба да го направиме за Прилеп и Република Македонија да влезат во НАТО и Европската Унија. Едниот примерот ќе биде тука во просториите на локалната самоуправа, другиот во участокот наш, ќе заземи место соодветно до бистата на председателот Тито, Јосип Броз Тито, која, морам да кажам сега во овој момент да искористам, кога дојдов јас на оваа функција, бистата беше тргната од концепцијската поставка на участокот, ние направивме напор и бистата сега си го има местото кое го заслужува во поставката. Првиот востанички истрел кој што бил испукан тука на 11 октомври пред 77 години не представувал само символичен чин. Напротив, тоа представува едно автентично сведоштво за определбата на македонскиот народ да се истрае на балканската ветрометрина, а во исто време да се биде на страната на победничката страна, на страната на антифашистичката коалиција, од првиот до последниот ден на победата над фашизмот. Со нападот на трите објекти во градот, со нападот на Белградската полициска станица, на затворот и на прекинот на телефонско-телеграфските врски, борците од Прилеп го продолжиле револуционерниот тод на илинденците, а во исто време ги оствариле стремежите на многу борбени генерации низ вековите, изразени преку разни буни и востанија, почнувајќи од Илинден, првиот Илинден 1903, па преку вториот Илинден или Астум, чишто одлуки и решенија се уставотворни и кој што се основа за третиот Илинден, кој што се реализира на 8 септември 1991 година, со која Македонија се стекна со сувереност и независност. Македонија даде многу жртви. Прилеп даде 650 жртви, а од вкупно 66 борци, народни херои прогласени, Прилеп даде 15 народни херои. Од нив 10 загинаа во текот на војната, а 5 преживеа, сега, нажалост, починати се сите. Покрај тоа, Прилеп е поврзан со уште други четворица народни херои, кои што на оваа територија загинуваат. Значи, од вкупно 66 борци, 19 борци се директно поврзани со Прилеп. За сето она што Прилеп го дал во текот на народно-ослободителната борба, а дал многу. 8000 прилепчани биле учесници во народно-ослободителната борба. Од нив 2700 директно со оружје во рака. Покрај народните херои и 154 лица се прогласени за носители на партизанска споменица.
Меѓу нив има и 33 жени. Орденот Народен херој за прв пат е воведен како титула, како звајне, уште кон крајот на 1941 година, од страна на Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија. Покасно, во август 1943-та, веќе официјално Врховниот штаб го воведува како орден. И се доделува за исклучително херојски дела и исклучителни случаеви во војна, а покасно и во мир. Прогласени се од 1941-та, односно 1942-та, тоа да потенцирам дека во март месец 1942-та прогласен е првиот народен херој, тоа е борецот Петар Лековиќ од втората пролетарска бригада од Пожега, од Ужичка Пожега. И на тој начин е воспоставен, велам, овој орден, првин како титула, а потоа како звајната, како орден. Во периодот од 1941 до 1991 доделени се 1384 ордени, од кои на 1323 на лица, борци во Народно-ослободителната борба, како и на воени единици, градови, општествено-политички организации. Јас произлегувам од партизанска фамилија. Меѓу најмладите учесници сум во покретот 43-44 година. Член сум на Сојуз на борци скоро 70 години. И Прилеп, градот Херој, заслужува ваков орден, доделен од председателот на Федеративната држава Југославија, затоа што Прилеп е револуционарен град, бунтовник град, непокорен град, секогаш се борел против разните робства кои што биле присутни на овој терен. Прилеп бил расадник на револуционери, на областни раководители, а и раководители на ниво на државата. Мојата партија и други нивни коалициони партии упаднаја и просто ја завзедоја општината. Ме разрешија, ја блокираја канцеларијата и потака не знам што се случуваше. Значи, ордено излезе дека го нема после 10,5 години. Мене беше Виолета Поповска, Андреевски Радко, Глигор Поповски и на крајот Сашо Пиргановски. Значи, во мандатот на Сашо Пиргановски излезе дека ордено го нема.